Добар ден! И како што рековме, краткото видео кое што се однесува на болките во зглобовите. Ќе зборуваме за тоа како се појавува, зошто се појавува, кои се тие многу важни воспалителни елементи и останатите елементи кои што нашето тело ги преведува во болка во зглобовите. Тука има неколку работи кои што треба да се знаат, 15-20 минути, можеби и повеќе, ќе видиме како ќе се фати. Ќе разговараме на сите овие теми, ќе објасниме три работи. Зошто се појавува болката во зглобовите, што ја одржува и кои промени први можете да ги направите со цел таа да почне да се олеснува. Значи, има што може човек да направи сам, на природен начин, со природна поддршка, со цел да ја подобри состојбата. Сега, прво да ја поставиме рамката. Од што се предизвикани болките во зглобовите? Има механичко преоптеретување, тоа е првата линија. Има воспалителна компонента, тоа е втората линија. И третата опција е комбинација од претходните две, односно и истрошеност и воспаление. Сега прво додиме на првиот момент, на механичко оптеретување. Тука многумина од вас ќе ја препознаат ситуацијата со зголемената телесна тежина. Значи, не можеме да ја игнорираме, не можеме да ја запоставиме, мора да го имаме предвид тој момент дека, ако имаме зголемена телесна тежина, со тек на време треба да си дадеме простор во период од 3, 6, 9, 12 месеци, зависи колку е зголемена телесната тежина, да ја намалиме истата со цел притисокот врз зглобовите драматично да се намали. Тоа е од аспект на механичко преоптеретување и последователна болка. Вториот момент, освен што треба да падне телесната тежина, е состојбата на мускулите. Ако ние подолг дел од денот го поминуваме во лежечка, полулежечка, седечка состојба и не се движиме, тогаш слабоста на мускулите, оти треба да е, ако се силни мускулите, тие му помагаат на коленото, например, да не биде напорот толкав баш врз самиот зглоб, туку силните мускули помагаат да се носи товарот. Тоа е втората група. Значи, прво зголемената телесна тежина, втората слабост на мускулите, трето лоша техника во движење, лошо одење, неправилно, неубаво исправено тело, држењето на телото при движењето, премногу седење, го кажав, меѓутоа да се вратам пак наназад. Тие се тие моменти кога ако многу седиме на нашите зглобови им треба да се движиме. Ако не се движиме доволно добро, ќе се јават проблемите. И ние после треба, се плашиме да не се движиме, па да не се појави болката и влегуваме во еден магепсан круг. Затоа многу е важно вака да ги поедноставиме работите и да ги разјасниме. Првата причина за појава на болки во зглобови како категорија е механичко преоптеретување. Втората голема група, втората категорија воспалителна компонента. Во самиот зглоб, но и пошироко во телото може да се јавуваат воспалителни промени. Тоа го прави тој дел од телото посебно болен. Зошто? Телото испраќа знак, ни кажува дека тука нешто не е во ред, дека има некое воспаление, во зглобовите, како што кажуваме честопати, и тоа ни дава информација дека нешто треба да направиме. И третата категорија на болки во зглобови, првата од механичко преоптеретување, втората од воспалителна компонента, третата комбинација на претходните две. Истрошеност дури на самите зглобни површини и воспаление, кое што е дополнување на претходната состојба и така двете состојби меѓусебно се влошуваат. Сега одиме во втор дел, ги објаснивме досега најчестите причини за појава на болки во зглобовите од овие три генерални категории. Сега одиме во тоа што е воспаление на телото. Воспалението, ние го спомнавме како тој момент кој што дополнително ја влошува состојбата и болката се појавува. Кај воспалението треба да знаеме дека има две гранки. Има акутно или моментално воспаление и има хронично, долгорочно или, велиме јас за да дадам пример, нативок оган, како да гори нешто. Тоа нативок оган всушност
е хроничното воспаление, кое што е доста сериозно, доста опасно, не предизвикува одеднаш болки драматични, но со тек на време состојбата ја прави се полоша и полоша. Кога се чувствува дека имаме хронично воспаление? Доколку има утринска вкочанетост, стануваме и раздвижувањето на зглобовите не е лесно, тоа е првиот момент. Болка по мирување. Значи, ако седиме на стол, мируваме малку подолг период и кога ќе станеме, ако заболи, исто може да е знак дека имаме хронично воспаление во зглобовите. Трето, периоди кога е полошо, кога е подобро. Значи, ако доаѓа на циклуси, на бранови, тогаш исто може да е знак дека имаме воспаление низ телото, па и на зглобовите. И ако имаме кога во периоди на послаб сон, ако не спиеме доволно добро, ако имаме значителна чувствителност, замор кога ќе се појавува, ако сите тие ситуации заедно се комбинираат, тогаш е исто тоа веројатен знак за присуство на хронично воспаление во нашето тело. Третата работа што е многу важна, за која што треба да зборуваме, е кои се тие три најчести поттикнувачи на воспалението. Значи, ние можеме да имаме проблем со зглобовите, со воспаление во зглобовите. И тоа може да биде тивко воспаление, постојано присутно. Дополнително и од механички аспекти, тежината, слабоста на мускулите, но и континуирано воспаление на тивок оган присутно. Но има моменти кога тоа се влошува, кога почнува да боли повеќе. И трите најчести засилувачи на воспалението ќе ги кажам сега. Прво, има исхрана која што значително го пали уште повеќе тој оган на хронично воспаление. Многу шеќер, бело брашно, грицки, многу преработена храна. Кога тие во бран ќе дојдат, имаат капацитет тоа веќе тивко воспаление да го влошат. Белиот леп, многу шеќер, сите тие ситуации што ги кажуваме, може да прават болката ја има, ама уште полоша да стане. Тоа е првата група. Втората група, недоспивање и хроничен стрес. Ако не спиеме добро, телото не се регенерира. Кога не се регенерира телото заради сонот, воспалението не се спушта, бидејќи преку ноќ нашето тело го стабилизира, го гаси, да речеме. И третата голема група има една многу лоша комбинација, што се нарекува седење, нагло преоптоварување. Таа болка 5 дена седам, еден викенд претерувам. Или седам додека не треба да отидам, еден ден да испазарувам, да купам што треба, или на почетокот на месецот да отидам до банка да земам пари. Кога таа комбинација ќе се случи на денови, на тотална пасивност, оти верувајте, ако се движите само низ дома, тоа не го броите за движење. Значи, тоа не го препознава телото за движење. Значи, секој ден по улицата нагоре-надоле. Еден круг, 5 минути, 10 минути. Но тоа е тоа што треба за да ја нема оваа комбинација. Седиме и еден ден ќе се преоптеретиме и по се не боли. Таа вечер, следниот ден. За да не биде таква комбинација, ние мораме да го дозираме пешачењето секој ден по малку. Сега, кратко само диагностицирање. Ако 2-3 од овие што ќе ги кажам состојби, веројатно спаѓате во групата на воспалителна компонента. Може би има и механичко преоптоварување, вие тоа го знаете, но ако, еве сега ќе ви ги набројам, ќе ви ги прочитам овие состојби од кои што ако препознаете 2-3, значи воспалителната компонента е присутна кај вас. Пример, прво, утринска вкочанетост подолга од 10 минути. Ако е подолго од 10 минути, знак, веројатно има воспалителен момент. Второ, болка после мирување. Седите, добро е во ред, при станување боли. Трето, болка во повеќе зглобови. Најмалку 2, не само еден. Исто укажува на хроничен воспалителен момент. Оток околу тие зглобови, генерализиран замор, лош сон и болка која што значително се пали после стрес или после лоша исхрана.
Значи, тие се тие ситуации кои што треба, ако две, три од овие што ги набројав, се такви кои што ги има кај вас, тогаш станува збор за воспалителна ситуација. Одиме на решение. Столб 1, столб 2, столб 3. На 3 столба ќе ја поставам опцијата за решенија, доколку веќе кај вас се присутни, препознавте ова за што зборувам досега. Исфрлете 3 работи. Засладени пијалаци и сладки. Бело брашно, бел леп, пецива грицки и препржена, преобработена храна од типот на колбаси брза храна. Значи, овие 3 работи следниве 7 дена да ги нема. Ќе повторам. Засладени пијалаци и сладки, бело брашно, бело пecivo, бели грицки и пржена и многу обработена храна од типот на колбаси, брза храна, паштети, таков тип на категорија. Тие 3 надвор во наредниве 7 дена. Кои 3 да ги внесете? Прво, протеин во секој оброк. Ако е доручек, јајце. Ако е ручек, риба или месо или мешунка. Ако е вечера, пак јајце или зависно дали било мешунка, мешунки се грав, грашок, леќе, боранија. Значи, но во секој од 3 оброци во денот, протеинот, преку овие што ги кажувам, да биде присутно. Второ, значи кажуваме што изнесовме 3, сега 3 кои ги внесуваме. Прво протеините, второ зеленчуци 2 до 3 порции на ден. 2 до 3 порции на ден. Особено лиснат зеленчук. Еве сега марулата, например. 2-3 порции, значи една убава чинија марула секој ден. И кромитче младо, додадено со тоа, например. И трето, за додавање секој ден маслиново масло, или оревчиња, или и двете, и минимум 4 чаши вода. Еве ги, значи ги кажавме, сосема практично. 3 дена без шекер, без грицки, повеќе протеини, повеќе зеленчук, повеќе вода. Само ова пробајте го, минимум 3 до 7 дена, ама 7 дена најдобро, следете ја состојбата, ќе видите што се случува, дека веќе настапува релативно подобрување. Ќе го има. Вториот столб, движење, па смирување и пак на бранови. Сакам да речам, 10 минути секој ден се поважни отколку 1 час неделно. Или месечно, не дај Боже. Значи, колку, направете си компромис со себе. 5 минути можете да пешачите, нема проблем. Тие 5 минути порамно секој ден. Уште подобро, ако тие 5 минути се после оброк. Или 10 минути, или 15, ке стасате за 2-3 недели, ке стасате и до 15. После ручек. Излегувате по улицата, нагоре, надоле. Или до продавничка, ама секој ден. Не лежам со денови и на 5-тиот ден ќе излезам и после се ме боли. И ако почувствувате болка, намалете. Значи не е целта, не го правиме ние ова за телото на болка да го навикнеме, туку да ја елиминираме болката. А тоа се разбира ќе се случи преку тој момент, вториот, значи што ви го кажувам, тој момент на редовно движење помалку, ама секој дневно. И третата голема група, третиот столб на делување, две правила што најмногу менуваат. Прво правило, фиксно легнување секоја ноќ. Без разлика дали сме пензионери, вака, така, онака, нели денот е голем, слободно, имаме обврски, немаме обврски, можеме да ги поместиме? Не. Ако речеме дека легнуваме во 11 часот на вечер, точка, легнуваме во 11 часот на вечер. Крај. Ама таа рутина мора да ја поставите. И 1 час претходно без никаков екран. Без телефон, без компјутер, без телевизор. Читање книга, туш, да се истушираме, да се одмориме, да се изрелаксираме, било што нешто што не активира да правиме,
во тој 1 час пред спиењето со цел да дозволиме сонот да се случи. Сега овие се тие 3 работи. Значи, ќе ви ги повторам. Прва, втора, трета категорија. Првата, 3 работи рековме кои да се исфрлат, 3 да се внесат. 7 дена обврзно. Втората категорија беше пешачење, ама по 5 до 10 минути секој ден. И третата, сон и стрес, заедно да ги комбинираме, да земеме тука предвид дека треба да го стабилизираме, да го смириме телото. Како бонус на сето ова, можеме да земеме природни работи кои што даваат опуштање. Веќе многувина од вас го знаат мојот продукт, темјан. Темјанот, но тоа не е темјан, нели, како што многумина ме прашуваат дали е тоа темјан од црква. Значи, тоа е обична смола, тој темјан. И таа во себе има разноразни супстанции и не е прочистена. И таква не е паметно да се пие. Темјанот кој што ќе го најдете од мене во аптеките, тоа е прочистена босвелична киселина. Значи, чист екстракт од босвелична киселина. Тоа е како да ме прашувате, нели еве сега некој пие аспирин. Како да ми рече, докторе, дали да одам аспиринот добиен од кора од врба, па наместо да пијам аспирин, да земам да изгрицкам малце кора од врба, така да ја внесам ацетилсалицилната киселина. Ме разбирате? Значи, кора од врба е тој темјан во црквите што се продава. Овој што е нашиот во капсула, во таблета, вапче народно кажано, тоа е прочистена форма на екстракт од босвелична киселина. Што прави босвеличната киселина? Таа не е аналгетик. Не очекуваме ефект за 1 ден, за 2 дена. Не е аналгетик. Не делува на ниво на елиминација на болка, туку делува на стишување на овие воспалителни процеси кои што ги зборував до сега, кои што кога ќе ги смири во рок од 7 дена од првата таблетка кога е земена, значи од 7-та до 10-та таблетка ќе се осети ефектот на темјанот, на босвеличната киселина. Значи, иако јас го нарекувам темјан, тоа не е ниту екстракт од цел темјан, туку е само босвелична киселина. Тоа што е најсилното што делува. Меѓутоа, ако направите една ваква комбинација, како што ви кажав, првата работа со исхраната, што да внесете, што да исфрлите. Второ, со пешачењето по 5-10 минути на ден. И трето, сонот фиксно секоја вечер, без телефон, со релаксација. И ако додадете нешто вакво природно, како што е босвеличната киселина, односно нашиот темјан, тогаш, верувајте, бројте денови, на 7-миот ден ќе приметите како се подобрува состојбата, на 14-тиот ден веќе ќе биде значително подобра. Така, со плански пристап, не нешто научно-фантастично, туку нешто практично, конкретно, изводливо, можете да го направите и се разбира на тој начин да си помогнете себе, бидејќи со болка не се живее, а тука и начинот на живот, и темјанот сигурно ќе ви помогнат. Ви благодарам многу за вниманието, се слушаме повторно на сите наши медиуми, на сите наши канали, од Facebook па на се останато. Ви благодарам уште еднаш.